Еве сме назад во студиото по блокот реклами. Сега ќе разговарам со Маја Илиовска Златков, проект менаџер на платформа за финансиска едукација за млади во земјава. Ја ти благодарам што ја прифати поканата да зборуваме за оваа битна тема за младата популација. Благодарам за поканата, се надам дека ќе бидеме интересни за гледачите. Да, ова е време кога младите носат финансиски одлуки, се почесто онлайн купуваат, се обидуваат да заштедат, се обидуваат да бидат дел од некакво формално, неформално образование, да раководат со своите пари, а оваа платформа која што ја инсталиравте вие и веќе е на сила е еден добар старт за нивна подобра финансиска едукација. Би рекол, сакам накратко да ни кажеш како функционира оваа платформа и што се можат младите пред се, бидејќи е за нив направена, да имаат своја придобивка, додека ние разговараме, ќе ја замолам и режијата да ни пушта дел од сликите и од материјалите кои што ги добив и што ги подготвивме во монтажата, за да се види за што разговараме. Повели. Супер, така. Вајбон Еду е првата единствена платформа за финансиска едукација во нашата држава. Добро. Идејата започна многу едноставно и многу природно, би рекла. Неколку години наназад, кога почнавме да правиме анализата и истражувањата на тема кои се интересите кои што младите имаат најмногу потреба да учат и да се едуцираат, една од најпотребуваните теми беше темата за финансиска едукација, па тука природно се роди потребата да го дадеме продуктот кој што им недостасува на младите, тоа е да создадеме една платформа која што ќе ги обедини најпотребните теми за еден млад човек да почне да биде финансиски едуциран, да донесе здрави финансиски одлуки, да си ја зема, да кажам, иднината финансиска во свој раце. Па така и се роди самата платформа. Кој стои под оваа иницијатива, која е институцијата? Така, позади оваа платформа е Шпаркаса банка, која што создаде оваа платформа како еден вид на траен ресурс, кој што ќе биде за овие, но и за идни генерации. Морам тука да споменам дека во создавањето на оваа платформа, речиси една година активно беа вклучени повеќе од 20 експерти на тема финансиска едукација, но заедно со нив ги вклучивме и младите. Како поинаку, освен да ги вклучиме и нив за да добиеме најдобар впечаток. Повеќе од 250 млади лица беа вклучени заедно со овој тим на 20 експерти. И она што експертите го преточија во материјал, тие визуелно го решија за да биде најпривлечен за младите, така што излеговме во пресред со нивните потреби и очекување на највизуелен привлечен начин да биде представено се она што треба да се едуцираат. Што прво сакаат да научат или колку имаат финансиска едукација, финансиска писменост, на кое ниво се младите? Би рекла дека свесноста е присутна, потребата е огромна. Зошто е огромна? Затоа што веќе младите живеат во ера на дигитално банкарство, каде што самата потреба да донесат одредена финансиска одлука е навистина голема. Имаат можност да плаќаат онлайн, да купуваат онлайн. Сега се во време каде што можат да аплицираат за кредит онлайн, да заштедат со некој депозит онлайн. Добро. И веќе природно се појавува потребата да се финансиски едуцирани. Така што свесноста е голема, потребата е голема, реализацијата на општо гледано ниво во нашата земја има простор да биде подобрена од секаков аспект, така што драго ни што понудивме решение кое што ќе ги пресретне нивните потреби. Потребно е според вас финансиска едукација во образовниот сектор? Има некаква неформална обука или некакви часови кои што ги добиваат децата уште и во основно образование, но дали е потребно нешто повеќе? Така. Ме радува наспроти свесноста која што има кај младите, дека постои свесност и во нашите образовни институции. Да. Тука би го споменала Бирото за образование и развој, кое што изминатиот период веќе активно работи на воведување на можностите за финансиска едукација да биде дел од формалниот образовен систем, разгледува прашања, нели можности анализира. Секако верувам и дека за тоа е потребно и време, и ресурси, и тим експерти кои што ќе работат на самата област. Но ме радува што веќе го завземавме првиот чекор и како е потребно уште од најмала возраст да се почне со тема финансиска едукација кај нашата младина. Признаваат дека сгрешиле во некоја одлука младите? Носат признаваат грешка, односно носат потек кој што сметаат дека е погрешен? Во поле на финансиска едукација која впрочем и ги правевме овие анализи,
па и сега, откога веќе година и половина веќе платформата функционира, континуирано правиме анализи за да ги согледаме нивните размислувања каде смета дека тие погрешиле на тема финансиска едукација. Можам да кажам дека грешките се репетитивни кај сите. Кои се најчестите три грешки, ако можам да ги класифицирам? Првото е недоволно познавање дека треба уште стар да се раководи со личниот буџет, без разлика кол кафе, дали се во средно, дали се студенти, без разлика кол кафе нивниот буџет, дека треба да бидат свесни за успешно раководење со нивниот буџет. Втората грешка е потребата за штедење, односно не доволно знаење за тоа како да се заштеди. И третото инвестирање. Нашата младина е многу понапредна од некои генерации поназад, па така што веќе влегуваат во процеси на инвестирање, но не се уште подготвени за тоа кои се ризиците кои што им следат доколку навлезат во процес на инвестирање. Така што ако треба да ги класифицирам грешките се тие, се свесни сакаат да напредуваат во поле на едукација како да ги избегнат понатаму. Има некаква најниска, најмала возраст од која што треба да се почне финансиски да се едуцира лицето? И јас би рекла дека што е порано, тоа е подобро. Добро. Секако прилагодено според возраста на детата каде што се воведува таа финансиска едукација. Дали тоа се мали дечиња каде што воопшто ќе се воведат во тема што значат парички, како се раководи со парички, што се купува. Дали тоа веќе би биле во понапредни форми на основно, средно па и факултетско образование. Што е порано, тоа е подобро затоа што ќе бидат свесни за тоа што следи во нивниот живот, Добро. за да можат понатаму да бидат посамоуверени во процесот на донесување на тие финансиски одлуки кои што би им следеле. Ако девојчињата се подобри ученички од момчињата, како стоиме тука момчиња и девојчиња? Кај нас е многу еднаква формата во позадина статистиките што ги гледаме. Да, ќе се согласам дека поголем дел од нашите следбеници и корисници на платформата се жени, но исто така и голем дел на мажи и млади лица, нели, пошто нашата платформа е за возраст најмногу од 16 до 24. Добро. Се застапени и момчињата и девојчињата, Инвеститорки се или трошаџики? Мислам дека мажите се повеќе инвеститори, барем по темиве кога ги прашуваме и следиме. Добро. Жените се тие можеби кои што повеќе одат на трошковната страна, ама исто така гледаат повеќе за развој на бизнис вештини, што е тоа исто така особено интересно. Тука се почиња да се развива тој момент за одење по молови, значи. Така. Како Македонија стои во споредба со останатите земји од регионот па и пошироко во однос на финансиска едукација на младите луѓе? Ако пробам да направам некоја паралела врз основа на истражување и сознание кое што ние ги имаме изминативе години, ќе направам една паралела во поглед на курсевите за странски јазици кои што изминативе неколку години па една деценија веќе се актуелни кај нас и веќе нормално да родителите ги пратат своите деца на курс за изучување на било кој од странските јазици. Да. Во Европа, па и блискиот дел од земјите околу нас, веќе овој пристап го имаат и врз финансиската едукација. Уште од најмала возраст ги праќаат своите деца да изучуваат одредени основни поими со цел да ги подготват понатаму за животот. Како што споменав, ме радува тоа што и кај нас веќе почнува да живее овој начин на размислување дека финансиската едукација не представува една дополнителна вештина и не е нешто кое што, ако порано мислеа дека само го имаат луѓето кои што се занимаваат со финансиски прашања, тука е едноставно животна потреба. И ме радува што со тек на време веќе доаѓаме ние во чекор со европските случувања на оваа тема. Што може да им препишеме или да земеме од европските практики за тука да биде подобро? Во однос на оваа проблематика, нели? Нешто кое што ние пробавме да го направиме преку нашата платформа е тоа да биде на јазик многу едноставен и лесно разбрилив за младите. Добро. Некој мит постои дека нели тие поими не се толку лесно да се разберат, тоа се банкарски, финансиски поими и некои младите се оградуваат од нешто во кое што може да навлезат во тема финанси, па така ние преку платформата целата материја која што е повеќе од 200 страни содржина ако ја преточиме е навистина прикажана на еден многу лесен, разбрилив младешки јазик и тоа е една од предностите со кои што ние ги имаме во рамки на платформата и нешто во кое што се приближуваме кон европски практики да според таргет групата јасно комуницираме со нивниот начин на комуницирање. Може да се објасни попластично, по сликовито како се користи и што се користи?
Самата платформа, така. Платформата е поделена на два различни модули. Добро. Првиот модул е повеќе насочен кон лични финансии, додека вториот модул е кон управување со бизнис финансиите. Добро. Се содржи од 15 различни теми, односно 15 курсеви, 11 во првиот модул, 4 во вториот модул. Секој од нашите корисници може да пристапи бесплатно на платформата и оно што е најдобро, бесплатно да се сертифицира за секој од овие теми. Имаме сертификат кој што достапен на 3 јазици, македонски, албански и англиски, каде што на било која потреба може да си ги искористи. Има сертификат, извинувам, дека е финансиски завршен писмен на таа и таа тема. Да, на секој од нашите 15 теми. Да, еден overview, целосен сертификат за целосната завршување на сите 15 курсеви. Добро. Голем дел од нашите корисници, што ни е најмногу драго дека ги поминуваат сите 15 курсеви, не е само нели да се приклучат и да бидат активни да видат од само што се случува и толку. Имаме голем број кои што веќе ги завршија сите 15 курсеви, што ни дава дополнителна мотивација дека навистина сме направиле правилен чекор во однос на изборот на теми врз база на нивните барања. Имате податоци? Која возраст најмногу ги користи овие алатки? Најмногу се од 16 до 24, па би рекла можеби и до 26, но имаме корисници кои што се над 35, над 45 години, иако главниот таргет за комуникација ни се младите лица, ме радува што и малку повозрастни ни се дел од нашите корисници и ги користат курсевите без разлика за кои да имаат потреба, дали тоа штедење, инвестирање, лизинг, било која од темите кои што ги имаме. Секоја чест. Како цели на платформата имате? Прво, едноставно да ги научиме младите да донесат здрава финансиска одлука, да знаат да раководат со својот буџет, да бидат подготвени за она што следи во нивниот живот, затоа што доколку ги решат овие финансиски прашања и можат да бидат посигурни во процесот на донесување одлука, бидат многу посамоуверени во било кое поле на кое што делуваат, така што навистина ни е таа примарна и главна цел да добиеме здрава финансиски едуцирана младина. Имаме бројка, колку ја поминале, видовме дека отприлика возрастната граница ја кажавте, колку луѓе и колку време е активна? Платформата е веќе активна година и половина. Ја лансиравме крајот на 2024, почетокот на 2025. Имаме повеќе од 5000 корисници кои што поминале низ платформата. Добро. Во моментов се активни повеќе од 2000, што е одлична бројка. И навистина сме задоволни од целосниот фидбек кој што го добиваме од нив. Тука можам да истакнам еден податок, бидејќи како што споменав, континуирано работиме врз задоволството на нашите корисници и постојано правиме анкети, за да видиме до каде сме во процесот и што можеме да подобриме. Така. Имаме оценка 4,9 од 5, што е навистина голем убав просек, но и од друга страна ни представува одговорност да си го задржиме овој пат и да бидеме уште подобри во иднина. Тука да се најде тој 1%. 1% каде да се подобриме и мотивација за нас да биде. Да се види каде има простор за подобрување. И еве веќе дел од насоките каде што ги добивме од овие анкети, каде што би сакале да нешто да добијат од нас дополнително, работиме на тоа во овој период и она што следи ќе биде повторно пресретнување на нивните потреби и ќе биде навистина нешто многу интересно. Конкретна приказна во самиот овој процес имате нешто околу овие од апликантите? Имаме доста интересни коментари кои што се врзани со нивни лични приказни. Што подобриле, што научиле? Да, имавме доста коментари дека ова е нешто кое што им требало во одреден временски период од животот во кој што се наоѓаат. Дали на пример купувале стан, или се одлучиле да купуваат одредено возило, иако се млади лица нели веќе почнуваат во делот на осамостојување. Имаше доста интересни коментари дека е многу лесно да научат. До сега нели се научени на некој поформален пристап на учебници, материјали, образовни содржини. Имаше коментари кои ова е многу лесно, многу супер го разбрав и го научив. Како игра. Така што да, низ процес на примери им го долавуваме самиот материјал и ми е драго што ета таков тип на приказни коментари добиваме од корисниците. Случајно настани во живо, освен онлайн, се организираат, се прават? Да, драго ми е што освен како форма на дигитална платформа на самата Вајбонедо, веќе развивме на мрежа на различни тип на активности. Тоа се нашите едукативни работилници и каравани, кои што ги имаме во Скопје и низ останатите градови во нашата држава.
Тука морам да ги поздравам нашите интерни едукатори, сертифицирани едукатори за финансиска писменост. Имаме повеќе од 20, кои што несебично го пренесуваат своето знаење и целосната материја од нашата платформа на младите лица. Исто така ми радува големата заинтересираност не само од факултетското образование, туку имаме доста повици од средните училишта кои што сакаат да се приклучат во овој едукативен караван, па дури и младински организации кои што прават интерни конференции и таму сме застапени со одржување на работилници за финансиска едукација. Имаме и стрип во кој што многу интересен, повторно едукативен начин ги представуваме сите теми, така што сме застапени на повеќе нивоа со цел многу поблиску да дојдеме до нашата таргет публика. Го спомнавте Бирото за развој на образованието, колку има сенс за соработка? Колку може оваа платформа да се прикаже во основното, во средното, на високото образование? Така. Како што споменав, во изминатиот период навистина активно работи Бирото за образование и развој во нашата држава во согледување на можноста за воведување на било каков тип на финансиска едукација во образовен формат, формален. Самата платформа е погодна за деца, би рекла, од некое 5-6 па нагоре оделение, особено за средно и за факултетско образование, согласно темата и материјата во овој момент, но секако нашиот тим е тука да направи било каков тип на прилагодување и рака под рака заедно со Бирото за образование и развој да можеме да постигнеме било каков тип на допол на нашиот образовен систем со цел да извлечеме поедуцирана младина во иднина. Банкарството постојано се развива, се вадат нови содржини, нови производи. Како ова влијае врз потребата од финансиската едукација? Како што споменав на почетокот, банкарството се менува постојано и потребата од модернизација негова е еднаква на потребата за поголема едукација кај младиве. Како што е потребата за дигитализација и модернизација на самиот процес да бидеме дигитално писмени во поле на аплицирање на кредит, аплицирање за депозит, плаќање онлайн и било како, така е право пропорционално се зголемува и потребата кај младите да учат и да научат како тоа правилно да го донесат како финансиска одлука. Брзата можност за онлайн плаќања, онлайн трансакции значи брза одлука финансиска, така да тука постои потребата да се помогне како да се донесе токму таа одлука во правилно време. И каде да се купува, на кои места, каде да не бидеме потоа изиграни. Што повеќе рековме дека сакаат да штедат, да инвестираат, криптовалути? Токму тоа се трите теми кои што ни се најактуелни. Значи имаме различни теми, од осигурување, од дигитални трендови, како што споменав, лизинг, инвестиции, недвижности, ама кога правиме една статистика на се пошегувавме претходно малку нели машките и женските што сакаат, меѓутоа генералната слика прво е управување со личен буџет, второ е штедење и трето е инвестиции, но и отпочнување на свој бизнис. Нашите млади се навистина вешти, во тој поглед и се повеќе отпочнуваат свој бизнес и се млади предприемачи, а во вториот модул, како што споменав, имаме доста теми кои што го покриваат тоа. Да, супер да се има идеја, охрабруваме, но како таа идеја да се реализира во пракса, особено на стартот, кога треба да се оформи еден бизнис, да се отпочнат одредени финансиски инвестиции, раководење со бизнис финансии. Да се земат кредити. Било како, да, така што во тој поглед, таа е третата тема која што е една од најактуелните теми на нашата платформа. Која е најважна лекција што треба да знаат младите кога стануваат збор парите? Тука, ако треба да издвоам една, ќе ја кажам една лекција која што често ја зборуваме со нашите едукатори на предавањата и на работилниците, вели правило 80-20. Што значи тоа? 80% е дисциплина, а 20% е еднакво на знаење. Ако ние се потрудиме, веќе сме го поминале првиот чекор, да сакаме нешто да научиме, веќе сме влегле во тие 20%. Но само со упорност, доследност и силна дисциплина можеме да ги постигнеме сите чекори кои што во тој процент од 20 ние ги учиме на вештини, како да штедиме, како да раководиме буџет или било како. Така да мораме да сме многу дисциплинирани за да го поминеме целиот процес и често на нашите
луѓе кои што присуствуваат на овие работилници, им го повторуваме ова правило неколку пати со цел да им го дадеме како ноу-хау во целиот процес на секојдневие во кој што ќе функционираат. И да бидат тие 80% дисциплина, претпоставувам да бидат и оние најмногу во деновите кога се зема плата, така? Така. Кој совет би ми го дале на младите што почнуваат да управуваат со своите финансии? Совет? Да не се плашат. Затоа што обично се што е поврзано со тема финанси, пари е некаков момент на страв како дали ќе успеам. Ако веќе ја поминале првата лекција, ако веќе се зачлениле на платформата, ако веќе почнале да истражуваат во било каков формат на тема финанси, првиот чекор го направиле, тоа е многу важно. Само треба да продолжат, да бидат упорни, со цел да можат себе си да си улеснат во процесот понатаму во животот и во снаоѓање во делот на финансиите. Ма јас се надам дека овие зборови што ги кажа, овие совети ќе стигнат до младите. Исто така. Платформата веќе ја знаат, година и половина е за нив. Се надам дека уште повеќе по оваа емисија ќе биде користена и ќе имаме младина која што е финансиски едуцирана и совесно и свесно ги носи своите финансиски одлуки. Ти благодарам што беше моја гостинка денес. Благодарам за одвоеното време. Почитувани, ќе направиме туку уште една кратка пауза, па одиме со третиот гостин, третата содржина околу геодетските работи.